Добро вечер. Во овој код за шпиунската афера во кабинетот на претседателката Гордана Селјановска. Но и за тоа кои се лица се протерани поради шпиунски активности, криминално подземје или провокатори. Подсетуваме и на старите разузнавачки дејствија, поради кои некои лица трајно мораа да се заменат од Македонија. Затоа, гледајте код. Кавга во кабинетот, кавга меѓу МВР и обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција или реална шпиунска афера. Ова прашање се уште не е разрешено, барем за јавноста, откако извесен Бошко Буха до медиумите испрати мејл, кој беше потпишан од група вработени од МВР, но анонимни, дека околу 6 месеци се води предистрага за можна шпиунажа во кабинетот на претседателката Гордана Селјановска Давкова, но МВР не ги дава податоците. А во аферата е осомничен пензиониран армиски специјалец, припадник на единицата Волци, кој е компјутерски техничар во претседателскиот кабинет, кој работел и за кабинетите на два претходни претседатели, Иванов и Пендаровски. И додека претседателката смета дека нема основ за шпиунажа, а премиерот Мицковски порача да се заборават шпиунските глодари, нема одговор дали осомничениот шпионирал за НАТО земја или за трета страна. Код во потрага по вистината. Компјутерски инженер, IT консултант, кој своевремено завршил на Меѓународниот славјански универзитет, во кој предавањата се одржуваат во Свети Николе или Битола. На LinkedIn за себе напишал дека е искусен инженер по компјутерски науки со докажана работна историја, вешт во компјутерски науки, етичко хакирање, компјутерска архитектура и оперативни системи. Силен професионалец во информатичката технологија со повеќе од 15 години искуство. Дипломирал компјутерски системи и мрежи на Славјанскиот универзитет ГР Државин. На профилот не пишува за кого работи. До 2013 година е припадник на специјалната единица на армијата, Волци, а тогаш е превземен од кабинетот на претседателот, во тоа време Ѓорги Иванов. До 22 е вработен, а поради бенефицираниот армиски стаж, во 2022 оди во пензија. Но останува на позицијата на одржување на информатичката мрежа во кабинетот. Во тоа време мандатот го има Стево Пендаровски. Ангажиран е како надворешен консултант за IT во претседателскиот кабинет. Има и вебсайт на кој пишува дека работи како консултант во областа, но кога ќе проверите на сајтот Отворени финансии, нема податоци за исплати кон него од страна на кабинетот на претседателот, откако станал надворешен консултант. Имал безбедносен сертификат од највисоко ниво, државна тајна, се до крајот на декември лани. Во последните 2 недели, тој стана една од главните теми во медиумите, откако извесен Бошко Буха, псевдоним со позаимено име од некогашниот млад партизан бомбаш, испрати до неколку медиуми, странски амбасади и институции писмо со назнака дека е испратено до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција како кривична пријава, поради постоење основи на сомневање за организирано прикривање на кривични дела, шпиунажа, злоупотреба на службена положба, попречување на истрага и загрозување на безбедносниот систем на Република Македонија и НАТО. Во пријавата се наведени 7 имиња, а прв е IT инженерот. Веднаш по него е генералниот секретар од кабинетот, а опфатени се и генералниот секретар на владата и јавната обвинителка Одојо Гог, која неодамна ја затвори истрагата за набавката на мазут за ТЕЦ Неготино. Многу причини за пријава навела анонимниот доставувач, од основи за сомневање за шпиунажа, злоупотреба на службена положба и овластување, несовесно работење во службата, оддавање службена тајна, неовластено прибавување и користење на службени податоци, помагање на сторител по извршено кривично дело, попречување на правдата, злосторничко здружување, но и кривични дела поврзани со компјутерски криминал, неовластен пристап, бришење и уништување податоци, но и непријавување сторител или кривично дело. Според сознание и информации со кои располагаме, постои основано сомнение дека лицето кое е подолг временски период во текот на 2026 година извршувало работни задачи како IT администратор во кабинетот на претседателот на Република Северна Македонија, неовластено пристапувало до доверливи електронски податоци,
Истите ги копирал, енкриптирал и складирал на надворешни носачи на податоци со намера за нивно понатамошно предавање на странска разузнавачка структура од Руската Федерација. Постои основано сомнение дека ваквите активности биле откриени од друго IT лице, пошто случајот бил пријавен во МВР и во одделот за компјутерски криминал. Според анонимниот допис, сите наведени во пријавата се поврзани со прикривање на случајот, бришење или компрометирање на електронски докази, со што би се оневозможило МВР да обезбеди релевантни форензички траги и докази. Кои податоци се украдени, од каде точно и како не е наведено, а не е наведено и името на IT лицето кое сето ова наводно го открило. Постои основано сомнение дека по прибирање на првични информации од страна на јавниот обвинител било извршено влијание врз обвинителството преку телефонски контакти и политички притисоци, со барање случајот да биде затворен без определување мерки на притвор и без целосна дигитална истрага. Јавната обвинителка со непреземање законски предвидени действија, необезбедување докази и неспроведување ефикасна истрага евентуално сторила кривични дела. Аферата дојде само неколку дена по затварањето на истрагата која ја водеше обвинителката Коларевич, а која траеше 14 месеци за мазут, кој во време на енергетската криза од 21 до 23 година го набавуваше РКМ за потребите на ТЕЦ Неготино. Спорен беше јавниот повик и количините кои ги набавила, а се уште е во истрага и квалитетот на мазутот. Во дописот од Бошко Буха се бара истражната постапка да се даде на друг обвинител кој не е инкриминиран. По ова се разгоре преписката меѓу ОЈО-ГОК и МВР. ОЈО-ГОК наведува дека имале проблеми во предистрагата, бидејќи кабинетот не им ги доставувал снимките од безбедносните камери, а потоа тие биле превземени од МВР. Обвинителството тврди дека чекало 2 месеци известување од МВР за екстрахираните податоци за истрагата за чувствителното прашање, но МВР тврди дека работело на вештачење и анализи. Дополнително беше побарана и анализа на постапувањето по судската наредба за увид и пребарување во информативниот систем на кабинетот на претседателката, со задолжение до обвинителството да биде доставено известување за прибраните докази. До денес и покрај сериозноста на предметот, чувствителноста на околностите и значењето на навременото постапување, ОЈО-ГОК нема добиено известување од МВР за резултатите од преземените действија, ниту за прибраните докази. Нова МВР експресно одговори. Во тек е анализа на сите електронски докази кои се екстрахирани од одземената опрема. Извршен е службен разговор со лица вработени во кабинетот на преседателот и за истите доставено е известување до ОЈО-ГОК. По целосно расчистување на случајот, јавноста ќе биде соодветно известена. Преседателката Силјановска сметаше дека во низиниот кабинет нема шпионажа. И да сака некој да посегне по шпионажа која секогаш се однесува нели на класифицирани податоци, не може тоа да го стори, бидејќи кабинетот нема ниту практикува електронска, значи ниту има, ниту практикува електронска мрежа на класифицирани податоци. Тоа е прво, значи тешко дека може да речеме дека се работи за шпионска афера. Второ, јас веќе кажав, а не само јас и други, дека не е точно дека кабинетот не ги дал. По нашата информација си дојдоа службите за внатрешни работи, си го направија тоа што го направија. Нити сум присуствувала тамо, ниту сакам да се мешам во вакви активности. И што беше трето, не знам зошто би се заинтересирал некој од НАТО. Следниот ден беше адмиралот од Неапол присутен, не знам зошто би се заинтересирал за нешто што вака како што се одвива е спротивно на законот за кривична постапка. А премиерот Мицкоски ги бараше структурите од минатото и глодарите. Тоа се шпионски талок на општеството структури од минатото, кои што се наоѓале во кабинетите како глодари на некои поранешни политичари, председатели, премиери и така натаму, и тие се представуваат како група вработени и испраќаат анонимни дописи до обвинителства. Се разбира, таму Ислама Бази веднаш да истрча и да создаде паника во јавноста дека нешто се случувало. Јас не би ги коментирал овие глодари, бидејќи мислам дека треба да ги заборавиме. Коларевич е обвинителка која ги води речиси сите случаи каде има безбедносни закани.
Ова не е прв случај. Според извори во истрагата, во предистражната постапка требало да се обезбедат стотици часови снимки од безбедносните камери во претседателската вила на Водно. Податоци од телефони и од компјутери, да се види кој и како влегувал во компјутерите. Додаваат и дека е доставен целокупниот материјал кој го барало обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, меѓу кои и над 450 часови снимки од надзорните камери и сета потребна документација. Дали навистина некој шпионирал или се нарушени односи меѓу две групи во кабинетот на Силјановска? За сега нема точен одговор. Според сознанијата на КОТ, односите меѓу двајцата IT техничари биле долго време заладени. Кавгата стасала дотаму да едниот на другиот му ставал сопки, забрана за влез во одредени делови на системот. Предизвикот бил кој е подобар хакер, кој може да ги совлада тие пречки. Едниот и другиот постојано заради несогласување и лични анимозитети го користеле токму работното место и компјутерскиот систем за кавга. Оној кој се наведува во анонимката е повикан на разговор и му е одземен телефонот. Сите податоци се екстрахирани. За сега нема докази дека оддавал податоци кои биле државна тајна или класифицирани, велат за КОТ извори од истрагата. Инцидентот, како што го нарекува Ојо Гок, во МВР бил пријавен на крајот на декември, а се случил еден месец претходно. По пријавата, според сознание на КОТ, представници на МВР и на АНБ отишле на лице место во кабинетот, на увид во работните простории, каде наводно се случил упадот во системот. Агенцијата за национална безбедност, врз основа на законските надлежности во делот на попречување на активности поврзани со безбедносни закани и ризици по националната безбедност, а во координација со јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи, уште кон крајот на 2025 година презеде мерки и активности за идентификување на околностите и учесниците, како и проценка на ризиците од противправното преземање податоци и евентуално компрометирање на класифицирани информации, а во врска со сомневањата за неовластениот упад во компјутерски систем на кабинетот на претседателката на Република Северна Македонија. Предистрагата е отворена кога МВР го известува обвинителството. Предметот го отвара обвинителката Катерина Коларевич и почнуваат истражни действија. Но од кабинетот потоа, според сознание на КОТ, биле повикани представници на Агенцијата за разузнавање за дополнителна проверка на местото. Двете вработени во разузнавање дополнително вршеле увид, иако немаат истражни овластувања, а нивните имиња се наведени во анонимното писмо подпишано од дигиталниот Бошко Буха. Агенцијата во допис до медиумите по објавувањето информација за предистрагата во слободен печат вели нивните припадници не биле инволвирани во незаконски действија. Агенција за разузнавање отфрла каква и да било инволвираност на своји припадници во веста што првично беше објавена на 19.5.2026 година во некои медиуми и социјални мрежи за евентуално компрометирање класифицирани информации и НАТО комуникации. Во своето работење, агенцијата доследно ги применува сите законски стандарди и протоколи за соодветно ракување и заштита на националните и НАТО класифицираните информации. Откако се објавени информациите за случајот, според сознанијата на КОТ, странските НАТО амбасадори во државата барале информации од македонските безбедносни органи за безбедноста на доверливите информации кои се споделуваат. Биле уверувани дека не станува збор за нарушена безбедност, бидејќи лицето кое е осомничено немало пристап до највисоките тајни документи. И кабинетот на Силјановска и МВР, АНБ и разузнавање тврдат дека нема ризик од странски фактор и дека законите се почитуваат. Досега преземените мерки и активности на агенцијата не упатуваат на евентуална инволвираност на странски разузнавачки фактори во корист на други држави, ниту пак одлевање на класифицирани информации, а како резултат на споменатиот неовластен упад во компјутерскиот систем. КОТ се обиде да стапи во контакт со лицето кое стана центар на така наречената шпиунска афера, но не се јавува на телефонот кој јавно го има објавено на интернет. Дали реално имало штета по безбедноста и нечија вина, допрва ќе се утврдува од страна на обвинителката Коларевич. Во меѓувреме, Силјановска, која е одговорна и за безбедноста на државата, воена и разузнавачка, треба да се ги провери вработените во кабинетот, но и да утврди дали токму нарушените меѓучовечки односи може да предизвикаат штета не само по имиџот на кабинетот, туку и по сигурноста на информациите. А Бошко Буха ја пушти бомбата во јавноста. Која и со каква намера тоа го прави е работа на истражните органи и обвинителството.
Нема официјален податок колку лица се протерани од државава за една година заради разузнавање како дел од странски служби или поради одредени криминални активности. Во потрага по податоци КОТ обелоденува неколку случаи каде се протерани државјани на Србија и Бугарија, но и случаи во кои се замешани и странските криминални кланови кои регрутираат поднаток за своите банди, а го наоѓаат овде, во Македонија. Не се сите мотиви политички, но се однесуваат на загрозување на безбедноста на државата. Миомир Серафиновиќ има повеќе. Македонските надлежни органи расчисти 2 случаи поврзани со лица од Србија. Тие во државата престојувале и изведувале активности кои биле сомнителни за домашните безбедносни агенции, но за нив пристигнале и информации од странство. Еден случај е со група од 2 српски државјани кои подолго време престојувале во Скопје и секојдневно биле во голем фитнес центар, кој имал и VIP клиенти од бизнисот, од политиката, но и од разузнавачките служби. 2 биле забележани дека прават фотографии, постојано доаѓаат иако не вежбале редовно и се задржувале во центарот. Во акција биле приведени, а обвинителството отворило предмет за случајот. Им биле одземени мобилните телефони, била извадена и декриптирана комуникација. Главно се зборувало за навики на бизнисменка, имало фотографии од неа, но и од други посетители како вежбаат во фитнес центарот. Истрагата се сомневала дека станува збор за шифри и кодови за да се скрие потенцијален таргет, мета на нивните активности. Но во истражните активности тоа не било докажано. Пред неколку недели, 2 лица се протерани од Македонија, добили и судска забрана за влез во државата. Уште еден српски државјанин беше уапсен и протеран од Македонија, а за него српските медиуми тврдеа дека бил платен убиец. Македонските истражни органи не го докажале тоа тврдење, ниту имале сомнежи и докази дека фатениот имал мета за дејствување. Но потврдиле дека станува збор за лице од српско-црногорските наркокланови кои се пресметуваат по Србија. При акцијата за апсење на осомничениот било утврдено дека тој како припадник на кланот имал јатаци во Скопје и така наречени сигурни куќи за солништа. Едно во Трубарево, второ во Драчево. Во таа шема била вклучена и малолетна девојка од Скопје. Јатаците обезбедувале прифаќање на припадници на српскиот клан при бегство и криење во Македонија. Дополнително, единиците кои го воделе случајот се сомневале дека српскиот државјанин е дел од шема за регрутирање на македонски момчиња на возраст од 17 до 20 години за ангажман во Србија за потребите на таа наркогрупа. КОТ веќе објави дека 20 млади жители на Скопје, претежно од аеродром Ѓорче Петров, биле ангажирани од српски наркоклан за да разнесуваат дрога, пари, па дури да учествуваат во пресметки и убиства во Србија и Црна Гора. Осомнечениот имал повеќе средби со млади луѓе во Скопје, што ги потврдило сомнежите дека во тек е регрутација. Досега, за 2 така регрутирани младинци од Скопје беа објавени информации за учество во сериозни обиди за ликвидација. Еден загина поради невнимателно активирање на бомба наменета за атентат во Белград. Втор е осомничен за убиство во Црна Гора. Такви регрути барали и српскиот државјанин, но надлежните го апсиле и бил протеран со забрана за влез во Македонија, а со истрагата се опфатени и неговите јатаци во главниот град на државата. Во овој код потсетуваме и на старите случаи на шпионажа или загрозување на безбедноста на Македонија кои беа откриени од медиумите, од службите или барем обелоденети во јавноста. Погледнете. Спортското државенство беше искористено од украинец кој беше обвинет во Украина и за предавство и за корупција, а Америка го стави на црна листа поради мешање во претседателските избори во САД. Многу коњаници минале преку и низ Македонија низ вековите, но последниот коњаник со македонски пасош ги остави во сенка. Олександар Онишченко, олимписка надеж во конјички спортови и име на американска црна листа за ширење дезинформации и подкопување на демократијата.
На двата списоци името Онишченко се запишало и со огромна заслуга на Агенцијата за национална безбедност. Проверката покажа пропусти, потврди директорот на АНБ, Виктор Димовски. Тоа го кажал и пред пратениците на затворената седница на надзорната собраниска комисија. Ова седница и не беше толку затворена, како што налагаат НАТО правилата за заштита на класифицирани информации. Некој намерно или ненамерно го оставил микрофонот вклучен, па дел од седницата можеше да се проследи во живо на YouTube каналот на собранието. Како и скандалот Онишченко, така и овој собраниски безбедносен инцидент го открија новинарите. Комисијата на која реферираше директорот на АНБ Димовски не продолжи, но првиот контраразузнавач излезе пред новинарите. Поради строгите правила на спикерот Ала Џафери, Димовски беше посоветуван дека во собраниската прес-сала изјава смеело да даваат само пратеници. Пошто за најголемиот разузнавачки скандал по зачленувањето во НАТО, директор на тајната служба даваше изјава за медиумите пред собранискиот тоалет. Бидејќи темата беше интересна, никој не го користеше казанчето и Димовски успеа да каже што откриле со проверката. Од сите во проверката вклучени сектори инспектори се најде само еден виновник во тајната служба АНБ. Лицето надлежно за соработка со странски пријателски служби потврдило, односно лажирало проверка на Онишченко, опиша директорот Димовски. Направило одобрение, меѓутоа потпишало дека не постои безбедносен ризик без да го направи последниот чекор. Потребната консултација со партнерите во рамките на НАТО алијансата. Ќе си бидат преземени законски мерки. Законските мерки, како што споменав, се предвидени во Законот за национална безбедност, се предвидени во останатите интерни акти и во зависност, ви реков, од тоа ќе се види дали ќе заврши со дисциплинска, со кривична или со било каква одговорност. Аферата Онишченко заврши со одземање на македонското државјанство на украинскиот бизнисмен и политичар, кој во меѓувреме добил и руско државјанство. Тогашниот директор на АНБ Виктор Димовски замина од тајната служба на нова функција, амбасадор во Франција, но тој избор не се реализираше никогаш. Во април 2024 година, судот во Украина го осуди Онишченко на 15 години затвор, поради измами со така наречената гасна шема, купување енергенси по повластена цена, а продажба по многу повисока пазарна цена. Штетата од групата на Онишченко била околу 740 милиони украински гривни, односно приближно 15 милиони евра. Онишченко пресудата ја дочека во бегство, на црни листи за санкција, но без македонски пасош, и не настапи на Олимпијадата во Париз како македонски фаворит за медал во конјичкиот спорт еквестрија. Можноста за спортско државјанство со безбедносна проверка се уште постои во Македонија. Код во март објави дека цела една пратеничка група од бугарскиот парламент има забрана за влез во државата поради нелегално поминување на македонската граница. Слични идеи споделуваат и јавно, па дури на парламентарна говорница, представници на бугарската партија Природна, односно на бугарски јазик Возрождане. Партијата ја води Костадин Костадинов, кој често пати на јавна сцена негира се што е македонско, од јазик и идентитет до држава, и не крие дека е проруски ориентиран. Дури на бугарската политичка сцена го заработи прекарот по најситната руска валута – копејки. Анти-ЕУ и анти-НАТО, Костадинов на својот профил на Фејсбук често објавува навредливи коментари за функционерите во Брисел. Типичен пример е неговото навредливо поигрување со името на председателката на Европската комисија фон дер Лајен. Но неговите активности на терени на Фејсбук му донесо и пресуда од суд во Македонија и го прогласија за виновен за преминување на државната граница надвор од легален премин. Лани во јуни тој се пофали дека стигнал на Камакчалан во Македонија пред црквата Свети Петар, ама заедно со групата не ја преминал државната граница. Бугарскиот политичар со проруски прекар Копејкин преку трета земја членка на НАТО Грција и легално влегол во Македонија и се пофали со нов негаторски коментар. Веќе сме трет ден во Македонија. Ја водам нашата група низ старите бугарски земји, покажувајќи им ги спомен местата од бугарската историја. Камакчалан е запишан со златни букви во бугарската војна историја поради херојската тримесечна битка што ја водеа 6000 бугарски војници
против 3 пати поголемата српско-француска армија од 20.000 војници, при што 5.200 наши војници останаа за секогаш на врвот. По фалбите и реакциите на ова дивење, Битолскиот суд лани во август донесе пресуда со која 27 идентификувани легалци, сите со бугарски или европски пратенички имунитет, се виновни за кршење на законот за гранична контрола. Полицијата лесно ги нашла прекршителите, бидејќи ги има на веб-сајтот на бугарскиот парламент. 26 мина се припадници на пратеничката група на обнова, а последниот 27 европратеник на обнова во Брисел. Заедно го прекршиле закон, но полицијата им поднела само прекршочен налог, не и за кривично дело поради речникот на негација. Сите осудени бугарски пратеници добиле едногодишно протерување од Македонија и глоби од 30 до 250 евра за прекршокот. Во меѓувреме, во Бугарија имаше повторно парламентарни избори. Возражање, обновата на Костадинов успеа да го прескокне изборниот праг, но овој пат имаат само 12 пратеници. Од нив 11 имаат забрана за влез во Македонија поради граничниот инцидент кој е спомнат во прилогот. Прокси се труди да ја оствари целта без да се поврзе со нарачателот и иницијаторот на неговите дејствија. Се почесто, тие активности се вршат преку интернет и социјалните мрежи. Терминот го употреби и тајната служба АНБ во свое соопштение за двајца осомничени, кои печателе пропаганден материјал за да потикнат омраза, како што се наведува во соопштението, кон македонската држава идентитет и да предизвикаат тензии во државата. Преку социјалната мрежа Facebook на страната Историски податоци за Македонија споделувале содржини кои предизвикуваат национална и етничка дискриминација. Наведените активности биле потикнати во координација и по насока на бугарски државјанин, кој подолг период на социјалните мрежи и преку бот мрежа на информативни портали спроведува пропагандни активности со цел потикнување омраза, нетрпеливост и насилство помеѓу македонските и бугарските граѓани во двете земји, од позиција на недржавен прокси актер во функција на хибридно поткопување на стратешките евроинтегративни процеси на Македонија и загрозување на европската безбедност. Осомничен за делото е 30 годишен скопинец, а спомнатиот бугарски државјанин е Виктор Стојанов, кој веќе има неколку години забрана за влез во Македонија. Често споделува навредливи и негаторски коментари на социјалните мрежи за македонците и за државата. Првиот скопјанецот е уапсен во Македонија меѓу двата изборни круга. Имал испечатени флаери кои сакал да ги дели. Флаерите и нивната содржина ги објави Стојанов на Facebook профил кој се вика Фондација Македонија и продолжи со коментари во кои тврди дека тој не предизвикува омраза, туку ќе го спречи Скопје да го прави тоа. Веднаш потоа следува нова навреда, дека Република Северна Македонија не е само на северно македонците. Случајот беше прв така наречен случај на странско мешање и манипулации среди изборен процес. Обвинителството ни одговори дека постапката е во фаза на прибирање докази пошто ќе биде донесена јавна обвинителска одлука. Код објави за две истраги, од кои едната за закани кон државен службеник кои се водат за Виктор Стојанов, кому веќе му е забранет влез во Македонија поради неговите антидржавни активности и негирање на македонскиот идентитет. Руско влијание имаше и преку владика на Руската црква кој дојде од Бугарија и соработуваше со синодот, но безбедносните служби, поради ризиците од неговото делување, го прогласија за персона нон грата. Во првиот одговор кој Код лани го доби од Агенцијата за разузнавање, за причините поради кои е протеран архимандритот Васјан Змеев на Руската православна црква од Македонија, беше наведено активности насочени кон создавање раздор во македонското национално ткиво. А првата фотографија од престој во Македонија на овој руски свештеник беше снимена во просториите на Светиот архиерејски синод на МПЦ Охридска архиепископија, духовното седиште на македонското национално ткиво. Змеев е во друштво на домаќинот, архиепископот Охридски македонски господин Стефан и со придружба на рускиот амбасадор Сергиј Базникин. Средбата се одржала на 11 ноември 2022. МПЦ не објави информации за средбата,
А руската амбасада во Скопје објави фотографија и информација за посетата на Васиен Змеев, представникот на Руската црква во подворјето на Софија, каде Руската православна црква има и собствено представништво. Руската амбасада пренесе дека господин Стефан се заблагодарил за поддршката која МПЦ со децении ја добивала од Руската црква, како и тоа дека архиепископот Охридски Македонски пред рускиот архимандрит и пред рускиот амбасадор посочил дека не обединува една заедничка вера и една духовна традиција. Првата позната фотографија од ноември 2022. Веќе во првата половина на септември наредната, 2023, по само 10 месеци, се дознава дека Васијан Змеев има забрана за влез во Македонија. Во одлуката дека е персона нон грата покрај Змеев се наведени уште тројца руски дипломати кои се протерани. Агенцијата за разузнавање на моje прашање лани за случајот не одговори конкретно поради класифицираност на сензитивни информации. Иако како причина за одлуката дека овие четворица руси, меѓу кои и архимандритот Змеев, јасно наведе дека создавале раздор. Безбедносно-разузнавачките институции во нашата држава како никогаш претходно соработуваат и ги координираат активностите поврзани со заштита на националната безбедност на Република Северна Македонија. Споменатите странски државјани го злоупотребија нашето гостопримство, а активностите кои ги преземаа не само што беа во спротивност со Виенската конвенција, туку беа насочени кон создавање раздор во македонското национално ткиво. Ниту година дена по протерувањето нема дополнителни информации, ниту од црквата, ниту од разузнавачките структури. Кое е делото на Васијан Змеев поради што станал непожелен? Нема ниту официјални одговори. Дали активностите кои биле опасни се продолжени од страна на луѓе или свештеници блиски на неговите идеи, поради кои тој е протеран. Владиката потоа замине и од Бугарија и стана представник на Руската православна црква во Ерусалим. Прекршувањето на класифицирани информации опфаќа неовластено откривање, користење, менување или уништување на податоци од државен, воен или јавен интерес. Во Република Македонија оваа област е законски регулирана и се третира како тешко прекршување на безбедноста која повлекува кривична одговорност. Ова е дел од Законот за класифицирани информации, а Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации е надлежна да го спроведе. Додека МВР, АНБ и обвинителството се надлежни да ги гонат оние кои го кршат. Професорот на Факултетот за безбедност Злате Димовски во низата предмети ги има и криминалистичко разузнавање и безбедност и заштита на информации. Со него разговаравме за сите овие безбедносни закани и како Македонија да ја заштити својата порозност. Вечерва во Код разговараме со професорот Злате Димовски од Факултетот за безбедност. Добро вечер, професоре. Првото прашање, професоре, ни е апропо случувањата во кабинетот, односно случајот кој беше отворен со копирање, сомнежи за копирање на документи внатре во рамките на кабинетот на председателката Силјановска, зашто обвинителството целиот случај го нарече инцидент, се води пред истрага. Председателката наведе дека всушност како ги читала довеливите документи, дека немале пристап до тоа лице кое се сомничено, односно дека ги чита согласно законите. Може ли да ни објасните каков е законскиот пристап поврзан со употребата, креирањето и употребата на класифицирани документи? Така. За да можеме да аплицираме на времето, зборувам години уназад, за да бидеме апликанти за членка на НАТО, моравме да го направиме законот, односно да го имплементираме тој закон за класифицирани информации. Истиот тој е неколку пати променет, меѓутоа во основа покрај законскиот текст има и неколку уредби кои што буквално зборуваат за ова што вие сега прашувате. Практично во уредбата за физичка безбедност, уредбата за административна безбедност ги регулираат овие односи кои што вие ги споменувате. Таму се пропишува за начинот на тоа како се евидентираат пред се меѓународните, односно странските разузнавачки информации, односно оние кои што се класифицирани информации доаѓаат во нашите институции. Тие се заведуваат во централниот регистар, така се вика
вика основната евиденција, а додека пак на друго ниво во институциите имаме регистри и контролни точки кои што таму ги евидентираат оние кои што флуктуираат во нивните институции согласно принципот потребно да знае. Принципот потребно да знае е онај принцип каде што создавачот на информацијата или онај кој што е примил таа информација одлучува понатаму до кого ќе ја достави. И нормално дека ако тој цени дека треба некој да знае за таа информација, го доставува до оние кои што имаат и добиено веќе дозвола за пристап до класифицирани информации и посебно до лицата кои што веќе имаат соодветни сертификати за одредено ниво на класифицирани информации. Кажавте постојат повеќе уредби кои го регулираат начинот и на пренесување и начинот на користење и на чување, на манипулирање, ракување, што би се рекло. Може да ми објасните, нели постојат интересни сознанија дека, например, мора определени курири да ги носат, се носат во двојни коверти, особено за класифицираните информации кои се државна тајна? Секоја од институциите треба да ги исполнува условите за физичка безбедност, поточно за да може да ги складира тие информации, да ги чува. Дел од тие информации може да бидат во хард копи или во хартиена форма, а дел од нив може да бидат и во форма електронска, односно во соодветни информативни уреди, каде што тие уреди дефинитивно треба да имаат исто така да бидат сертифицирани и да можат да обезбедуваат соодветно ниво на тајност, затоа што доколку не го обезбедуваат тоа ниво на тајност и да може секој да влезе, тогаш немаме ништо од сето тоа. И тука се користат криптографски елементи, односно се криптираат и се добиваат клучеви, односно криптографски клучеви за оние кои што можат да имаат пристап до таквите информации. Сите оние информации кои што се во хард копија, односно во хартиена форма, а се со степенот, највисокиот степен државна тајна, се пренесува токму со тоа што го зборувате вие, во два коверти. Во првиот коверт точно се назначува до кого се доставува информацијата и нормално горе се назначува и самиот степен на класификација на информацијата, значи државна тајна, а во горниот коверт само се назначува степенот. И таквата информација се пренесува до институции или може да се пренесува доколку има потреба, по основ на таа меѓународна соработка може и надвор да се носи, тогаш ја доставуваат со курири, така наречени курири, тоа се лица кои што имаат соодветен степен, мора да имат до нивото на самата класифицирана информација, затоа што ако имат пониско, тогаш не би можеле да ја носат, може се и се што да се случи по патот. И оние класифицирани информации кои што се од повисок степен, нормално државна тајна, се пренесуваат и со вооружена придружба доколку има потреба и најмалку двајца треба да бидат кои што ќе превезуваат сето тоа со специјални возила и така натаму и се стигнува од институција во институција. Секоја институција што ќе добие класифицираната информација веднаш мора да ја заведе во својата евиденција, она што ви споменав, или централен регистар, зависно од тоа каков и што е, или во регистрите и контролните точки, за понатаму да може по основ на таа административна безбедност, секој онај кој што ќе има контакт со таквата класифицирана информација, дефинитивно и времето, колку време ја задржал, кога ја имал практично во себе и да стои по име и презиме, нормално доколку го има сертификатот за пристап и нормално за користење на класифицирани информации. Дали смеат институции кои ќе добијат определена државна тајна, класифицирана информација од друга институција, тие информации, таа содржина која е во информациите, да ја користат за да креират и да содадат сопствени информации, односно ги користат и тие информации. Вие споменавте сега два елементи. Елементот на користење на таа класифицирана информација, предпоставам размислувате за надоградба на истата, и вториот елемент споменувате за самата таа информација, дали може евентуално тој да ја копира. Копирањето е сосема другата страна. Копирање, размножување или евентуално преведување на одредени класифицирани информации, оние што се со степен државна тајна не треба такво нешто, не е дозволиво такво нешто да се прави, или доколку е неопходно потребно, тоа се прави со одобрение од самиот создавач на таа класифицирана информација, а сите оние останати на подолно ниво, строго доверливо и доверливо, може да се прави, меѓутоа дефинитивно на секоја од страниците мора да се напиши степенот на класификација и да стојат копирните броеви, односно да се добие одобрение за сето тоа и да бидат известени оние кои што ја дале таа класифицирана информација и нормално во администрацијата, односно во на администрирање, дефинитивно се заведат бројот на копии кои што се направени. Прашањето ми е дали, например, определен сегмент, пасус од со информација кој ми е потребен на другата институција, пример Агенција за разузнавање дава до кабинет на председател или до влада или до МВР, и таа информација е потребна за создавање на
сопствена класифицирана информација во таа друга институција, може да го користат и да го стават во сопствена класифицирана информација? Или не смеат? Зашто да не? Видете, што имаме ние ниво на заштитеност. Тие класифицирани информации затоа и се дистрибуираат, за да информираат за одредена состојба, настан, ситуација, нешто што е можеби во моментот актуелно, загрозување на безбедносна состојба или било кој друг момент кој што треба да значи нешто. Тие практично се испраќаат и за да информираат, меѓутоа и да се истражува во таа насока, но не смеат да се откриваат. А тие можат понатаму со нив да се работи и да се надоградуваат. Затоа е тој процес, ние разузнавачки циклус го викаме, процесот на давање на цели, односно задачи и цели дефинирање на одредени институции кои што се бават со таков тип на добивање на информации, понатаму со нивното веќе користење на извори и добивање на тие информации, па подредување по одредени системи, оние системи на евалуација кои што постојат 4x4 или 5x5, потоа веќе анализа, тоа е најважниот, фактички од целиот разузнавачки циклус, најважната фаза е анализата и затоа посебен аналитички центар е формиран во оние служби каде што се добиваат такви информации, каде што треба да излезат класифицирани информации, онаму каде што веќе треба дел од тие класифицирани информации понатаму да се употребуваат, значи тоа сепак е еден процес, посебен процес, за на крајот да имаме дистрибуција и по принципот на проценката на оној кој што ја презентира таа класифицирана информација, затоа што имаме ние овластување на лица кои што се овластени согласно законот да можат да класифицираат информации, тогаш таквите информации по принципот потребно е да знае се дистрибуираат до соодветните званици или оние кои што веќе побарале да им се изготви таква класифицирана информација. И нормално секогаш се бара и фидбек, поточно се бара да се процени дали се исполнети целите или не се исполнети, доколку некој дал наредба или евентуално побарал да се изготви за одредена состојба, процес и така натаму, одредено видување, анализа на состојбата или анализа на одредени сознанија. Дали системот во Македонија е, да кажеме, успешен, односно дали доволно добро се применува, за да не заштити од тие надворешни влијанија кои ја загрозуваат безбедноста на класифицираните информации? Видете, секаде каде што е човекот, постои тој ризик дефинитивно, затоа што човекот ги чита, независно на која ниво е, независно каков тип на сертификат има, независно која функција има, секој од нив ја чита таа информација и нормално не мора тој во хард копи да ја земи со себе или евентуално да ја понеси со стикче и така натаму, може да ја запомни. Меѓутоа, ние се подпираме сега на совеста и на сиот онај етички и морален дигнитет на граѓаните и нивниот интегритет, затоа и се цени практично низ тие проверки, затоа и имаме продолжување на сертификатите, повторна проверка да видиме дали нешто во меѓувреме се случило со истиот тој човек, дали евентуално имаме некакви си прекршувања на правилата кои што претходно се дефинирани во ваквиот законски проект заедно со уредбите и едноставно секој човек би можел да извади таква информација, да барем сегмент од истата да запомни, видете, во самите класифицирани информации, она што е специфично е, надвор од законот за лични податоци, се споменуваат и имиња, што е нормално, се споменуваат процеси, се споменуваат групи на луѓе, се споменуваат одредени места и така натаму, што значи дека сепак, затоа и се заштитуваат тие, сепак ризикот по истите е голем. За да се заштити тој ризик, затоа и се класифицираат и затоа луѓето добиваат посебен сертификат, посебна можност да можат да работат со истите. Системот, кратко, добар е, лош? Системот е добар. До сега е добар системот. Прекршување секако дека ќе има. Не може секаде да биде не знам што. Затоа е и осмислен практично тоа со класифицирање на разузнавачките информации, затоа што имаме големи пробиви кога имате вие корупција, кога имате вие влијанија, кога имате евентуално надворешен фактор кој што сака да навлези, многу му е полесно на странските служби или евентуално на различни странски фактори да не создава своја мрежа овде, него напротив да ги искористи постојните структури, радикални структури, екстремни структури или евентуално друг тип на структури и преку нив да си делува. Тие доколку си имаат своји луѓе на одредени места, можат да ги добиваат тие информации сегментарно или евентуално во поголем дел и така натаму. Ризикот секогаш постои, затоа се и класифицирани, затоа и секој оној кој што бара да биде сертифициран, полага посебен испит. Испит кој што го има дефинирано самата дирекција за заштита на класифицирани информации. Ви благодарам за овој интервју, професор Димовски. Благодарам и јас.
Времето ќе покаже која била намерата на отварањето на оваа шпиунска афера. Дали некој навистина сакаше да го одвлече вниманието и фокусот од затварањето на истрагата за набавката на мазут во ТЕЦ Неготино и ослободувањето практично од вина со тоа на Радко Габушевски и Исмаил Јаховски. Код ќе поистражува и понатаму, затоа бидете со нас и идната недела во исто време. Имајте пријатна вечер.